Македонската радиотелевизија во 2026 година ќе располага со буџет од 1,61 милијарда денари, односно околу 26,2 милиони евра. Средствата се предвидени во годишната програма за работа, усвоена во октомври минатата година. Вистина е дека главни приоритети ќе бидат дигитализацијата на македонското радио, зголемување на сопствената продукција и набавка на нова опрема. Во план се стои 20 милиони денари инвестиции во техничка модернизација, што е 6 пати повеќе од претходната година. Најавен е и нов детски копродукцијски проект, Буквождер, инспириран од легендарната Бушева азбука. Вистина е дека најголем дел од буџетот ќе оди за трошоци за вработените, 677 милиони денари, а за програмски права се издвоени над половина милијарда. Од нив, 250 милиони се за копродукции, 130 милиони за спортски права и 60 милиони за филмови. Во спортскиот дел, Македонската радио ќе ги пренесува зимските олимписки игри во Милано и Кортина, европските првенства во ракомет и, ако се откупат правата, светското првенство во фудбал во САД и Канада. Вистина е дека меѓустранските партнери се Sony, Paramount, Warner Bros и Stars, а ќе се емитува и церемонијата на Оскарите. Вистина е дека јавниот сервис најавува трансформација во модерен медиум преку воведување на стриминг платформи, подкасти и користење на вештачка интелигенција за транскрипција и превод. Предизвик останува нерамномерната дописничка мрежа, особено на Македонската радиотелевизија 2, каде нема доволно кадар и толкувачи за знаковен јазик. Вистина е дека најголеми приходи ќе пристигнат од новиот закон за финансирање, кој предвидува 1% од државните даночни приходи за јавниот сервис, како и дел од вонсудска спогодба со државата. Оваа програма, велат од Македонската радиотелевизија, треба конечно да ја врати стабилноста и да обезбеди квалитетен јавен медиумски сервис за сите граѓани. Вистина е исто така дека јавниот сервис на крајот на 2024 година имал 630 вработени.